ќе биде ова прв пат вечерва да видиме молдавско-српски дуел, што добро ова е грчко-римски стил, само ќе подсетиме уште еднаш и чисто вака за информација, сакам да бидам искрен до крај. Значи, малку грчко-римскиот јас го работев и го познавам и имам. Меѓутоа, последно време не го следам, бидејќи нашите надпреварувачи се во слободен стил. Така, и нашата традиција е таква. Да. И инаку, србите имат исклучително добри борци. Молдавија, реков, во слободен стил се фантастични. Грчко-римски многу немав можност да ги следам какви се, меѓутоа без разлика на се, мислам дека затоа ќе биде интересно да се види овој дуел. Очекувам квалитетна борба да има. Молдавците покажаа квалитет денеска во Скопје и демонстрираа квалитет. Тие ќе... Проблемот е она трансформација од младински во сениорски конкуренции. Говоревте кај молдавците дека тука го има тој проблем на преструктурирање, ајде ќе го кажеме спортско. Да, го повторувавме повеќе пати и тоа се случи обично кај тие помалите држави. Големите си дават систем. Јас реков, често пати ние успеавме да ги победуваме бугарите во таа пионерска, кадетска, младинска возраст, понатаму не надминуваа. И дури ќе ти изненади некој борач кој постигнал светски резултат, отишол на Олимпијада, направил и така натаму. Имаме сега интересна ситуација. Видете, молдавецот си води веќе 1-0. Еве. (3-0) за Дамаши. Практично до крајот на овој директен пренос останува уште финалето овде на Душекот Б или борилиштето Б, 71 кг. После оваа борба ќе ги видиме Михајло Алимпиевич од Србија и Сергеј Стоев, пак ќе го закружиме директниот пренос по оваа борба. Значи остануваме на борилиштето Б или Душекот Б, а Дамаши веќе има убедлива предност од 5-0. Па да, тој успеа да поентира пак со Ауфрайзер. Значи тоа е што е едно од најкарактеристичните техники во грчко-римски стил во партер. Да речеме, можеби во последно време се наметнува крстувањето на нозели, крстачката во слободен стил. Тие се две така карактеристични, можеби го зафаќат просторот повеќе од 50% да се работи на тоа. Иако има и други техники, реков ми изненадија неколку бугарски репрезентативци кои покажаа техники во однос на врзување на нозите, сармите, јапонската сарма, која на некој начин беше многу доминантна на времето. Значи тоа е основна техника која мора да ја знае секој борач доколку сака да постигнува високи спортски резултати. Меѓутоа во младата возраст ме изненади и тоа е добро што се враќаат тие техники назад. На половина пат Максим Дамаши води со убедливи 5-0. Да, јас би реков, не сум имал можност да ги гледам молдавците во грчко-римски. Србите дават исклучителни резултати. Нема да ми изненади доколку се поврати српскиот репрезентативец да направи некој пресвет. Бидејќи може со една акција да достижно е се виде досега и таков е овој спорт. Со една мала иницијатива може да стигне во низа до поени и да го сврти резултатот. Силна борба е, силно се гледа дека не застана. Мислам, ако го гледаме како резултат 5-0, ќе речеме огромна разлика. Да, добива поинаков печат. Да, меѓутоа гледаме еден друг момент. Жесток отпор на србинот. Нема што да губи, тој мора да тргне да атакува, мора да влезе во... Доби еден поен. Тука имаме, за разлика, чисто да знаете, дури различни се категориите. Имаме малку и поразлични правила. Кај нив, така да го имате во пред тебе, кај слободен стил не се случува ваква ситуација. Да го стимнат во партија. Значи, ова е карактеристично за грчко-римски стил. Бидејќи се пасивни, знаат цело време да ги на некој начин предупредат, да пасифицират борбата. 5-3 веќе и ете таа неизвестност која говорим. Да. Сега тука имаш уште два поена
контрираше меѓувреме молдавецот 7-3. Рековме нема да се предаде Србина. Тоа е тој што Србите има таков табиет. Они никој пат не се откажуваат да направат. Да, тоа е спортска нација, нема збор. Имало примери така како сум ги следал и од други спортови мислам знаат да направат пресврт. Се тука гледате една полуга, не знам дали ја забележувате и тоа е фаул, ама успева да се одбрани молдавецот и за сега е пред победа 7-3, има доста 30 секунди. веќе силата на српскиот репрезентативец. Не знам колку ќе има сила, току му треба една силна акција да направи за 4 поена. Дали ќе има сила да го направи тоа. Молдавецот исто тактички добро се бори, го контролира. Затвора лактите, не му дава простор на противник никако да тргне. И мислам дека ќе успеат највише 7-8 секунди. Да, станува известна победата во финишот 7-3, крај и победа за репрезентативецот на Молдавија Дамаши Максим. Останува уште една борба, Димков во категоријата 71 кг грчко-римски стил ќе го видиме Алимпиевич од Србија против Сергеј Стоев, српско-бугарски дуел за крај од директниот пренос. Може би најреално да видиме финале на финалето. Затоа што и едните и другите работат сериозно во овој грчко-римски стил и покажаа денеска и во Скопје дека се супер квалитетни. Ке погледнеме малку хайлайтс од настапот на нашите борачи денес.